Сестринството е една од најважните алки во развојот на медицината и ова представува една од најхуманите професии, вели професор Гордана Панова. Студентите на Универзитетот Гоце Делчев Штип кои студираат за во иднина да работат како медицински сестри, имаат можност да научат многу, бидејќи како што вели таа покрај теоријата, 3 пати во неделата одат на пракса во клиничка болница Штип, а дополнително се и дел од разни конгреси. На ваков начин се дава мотивација младите да продолжат со образованието и да работат како дел од медицината. Сестринството е една од најважните алки во развојот на медицината, бидејќи како се развива медицината, се развива и сестринството. Тие се едни од најхуманата професија. Тие се сестрата која секогаш е покрај докторот. Без незината нега ниту пациентот не може да има добробит, ниту пак докторот. Така да затоа велиме дека нивната професија е една хумана, една стручност и една професија која се работи со срце, затоа што сестрата и на своето работно место и надвор од него е секогаш нашата или мојата сестра. Така да нашето образование за сестрите е на едно повисоко ниво. Нашите сестри се образуваат така да со кредит трансфер системи како што е по Болоња, како што е во целиот свет. Ние сме факултет кој за прв пат почнавме пред повеќе од 15-16 години со специјалистички студии за сестрите. Но и овде, како и во сите останати гранки, одливот на кадар е голем. За подобра екзистенција, медицинските сестри заминуваат на работа надвор од границите на државата. Панова вели единствен недостаток во Македонија е лиценцата која треба да ја има една медицинска сестра. На тој начин ќе се зголеми и мотивот за учење и мотивот за работа. Имаме и голем одлив на овој кадар, но сепак ние имаме и сестри кои што се овде и работат и ќе останат да живеат и да работат овде во нашата држава. Единствено што само во Македонија фали во сестринството сестрите да имаат своја комора и да имаат број лиценц. Тогаш може би и поголем ќе одливот од сега, но сепак е многу подобро кога сестрите ќе имаат лиценца, така што оваа лиценца, овој бројче што ќе им се даде на сестрите, ќе направи да сестрата биде упорна и да може да работи и да се секогаш да се образува повеќе од онаа што го знае, затоа што со самото бројче, со самата лиценца тие мора да бидат присутни и на конгреси, значи и на конференции, и на обуки, значи да собираат броеви нели на колку е лиценцата, нели колку е предавањето кое ќе го слушнат или обуката, колку бодови има, иначе тие морат да соберат одреден број на бодови. Панова е децидна дека сестрите мора да бидат и добро платени, бидејќи тие се ангел чувар на пациентите. Треба да се чуваат во државата со цел подобрување на медицината.